Кредитот од Обединетото кралство во висина од 6 милиарди евра за македонската економија и за граѓаните е трансформацијски и колку повеќе вакви кредити и пријатели имаме, тоа е подобро за сите нас, изјави премиерот Христијан Мицкоски, објаснувајќи што тој ќе значи и за државата. Во економска смисла, тоа е втората причина, веќе споменавме дека имаме рамка која што на располагање ни става околу 6 милиарди евра, негде околу 5 милиарди фунти. Веќе два типа на проекти се договорени за работа. Едниот е реконструкција, модернизација и изградба на уште еден колосек на пругата која што е дел од коридорот 10 од Табановци до Гевгелија. И втората група проекти се практично во здравството. Тоа е конечно завршување на клиничкиот центар Штип, заедно со медицински факултет и студентски дом со 200 легла. Конечно завршување на болницата во Кичево и реконструкција на клиничката болница во Тетово. Ќе се мултиплицираат придобивките и јас сум убеден дека од сето ова ќе имаме навистина еден трансформационен период кога станува збор за државава, затоа што ова се трансформациони проекти кои што имаат за цел да додадат вредност не само во квалитетот на живот на граѓаните, туку и генерално во македонската економија. За условите под кои кредитот ќе биде земен во делот на камата, период на враќање и слично, Мицкоски и денес не даде конкретен одговор. Сите овие параметри се преговараат, во тек се преговорите, вклучени се тимови од мојот кабинет, од Министерството за транспорт, Министерството за здравство, Министерството за финансии. Оваа недела ќе има посета на висока делегација и потпишување на влада со влада договорот во Лондон од страна на делегација која што ќе предводи потпредседателот на влада и министер за транспорт. Така што сите овие детали ќе бидат многу скоро познати, но тоа се детали кои што ќе бидат убедливо што во овој момент Македонија како држава може да ги добие. Од друга страна, за председателот на СДСМ Венко Филипче, овој кредит е непатриотски и антиевропски. Ваков начин на заем за вакви проекти дефинитивно ја белешат оваа влада како антиевропска. Не дека не знаевме и од другите постапки, и од тоа што се случуваше до сега. Меѓутоа, наеднаш земаме огромен кредит за брза пруга, север-југ, која што да, потребна е на земјата, но се постава прашањето како стана приоритет. Кога има поволни опции, кога има добри опции, да државата расте, се развива, се посега таму, а не по комерцијални кредити, со кои што задолжуваме генерации и генерации да враќаат огромни суми пари, камати.